2001 заедно со една поголема група луѓе бев некаде таму по долината на Лепенец во бараките на едно наше големо градежно предпријатие. Запуштени дел од таа градежна оператива. Во бараките имаше една фотографија, типично за времењата за 70-ти години, залепена каширана на панел плоча. Тоа архитекти обично така прават панел или алуминиум, ова беше панелка една, на која што имаше сцена, слика еден поглед на баш на Таорска клисура на патот кон Велес, на стариот, со една чајка руска, тоа што се задава оди некаде. Таму многу црно-бела фотографија, релативно голема, 30-40 да речем. Најголемиот формат за печатење. Што ме поттикна да помислам на една ваква ситуација во која што нели самата градежна фирма ги документирала своите потфати, им давала некаква форма, меѓутоа имале фотограф кој што постоеше, се сликаше. Она што страшно ме загрижи тогаш е дека градот нема таков фотограф веќе многу долго време, кој што ќе ги документира состојбите во просторот. Ова е ова, па ќе се урне, па ќе се гради ново и така натаму, не слика на нештото. И дека ти во оваа приказна си се нашол под притисок да прашуваш луѓе за слики, да ти раскажуваат слики за нешта што не се документирани. Да имаш право. Интересно го формулираш ова. Да си кажуваме слики. И знаеш она како викавме, пушта слики она која нема нема гаки нешто. Ова ми е, знаеш, што сега бараш да ти ги кажам моите фотографии од детството што не се никогаш направени. Бидејќи никој не ги документирал. Едно од тие места го спомнав, Приеска е мала станица, односно рампата долу е мала станица. Таа рампа имаше пешачки мост преку пругата, кој служеше дали за минување, додека одозова маневарките, така ги викаат тие малите локомотиви, шетаа наваму натаму, одеа на кај така наречена ложионица, да се завртат на другата страна и да ги наместат вагоните. Големо задоволство беше да се качиш на пешачкиот мост во мигот кога маневарката минува одозува и кој ќе испушти парејата, да те обвитка во тој облак во кој што во еден миг одеднаш целиот свет исчезнува, а ти се наоѓаш во некакво бело млеко и тоа само ќе се растори. Да, сјајна слика, да. Во топла тмула тмина. Во барањето, да речеме, такви слики ме изненади дека не само што нема фотографија, не сум затекнал, туку и дека релативно малку луѓе го паметат тој пешачки мост. Железна конструкција со дрвени даски и со еден детаљ, дрвени мали каналчиња покрај оградата, кои што служеа за буткање на точакот. Велосипедот требаше да го ставиш тркалата во тоа, да не го качуваш по скалите, го буткаш по каналче едно од. И тоа беше првото големо задоволство кога купив точак, пони еден. Баш видов една фотка пред некој ден, некој ми напратил, годе денес во Амстердам сликано, негде тука кај парк, 60 години, едно 200 точаци паркирано. Не можам да сватам во кој контекст, али замисли какви стени. Ти памтиш такви слики? Купиш точаци, паркинг, па луѓето капуваат или нешто. Пензионерите се занимаваа со тоа, даваа бројчиња за луѓе пред кино Вардар, да речеме, тие паркинзите што беа со заставање точаци, луѓето кои што беа веќе во пензија, преку друштвото и така натаму, ќе седат покрај тоа за да даваат бројчиња за да им ги чуваат точаците, бидејќи во 60 години. Тука баш кај што се увије се кафјаните. Памтиш тоа? Па не, али многу се пазеа, што значи дека се краделе. Да, точно. Моето школо со точак беше дека се вози под рам. Сите беа големи. Го памтам, да. Сите беа големи и се вози под рам. Требаше да научиш да возиш точак под рам. Тоа беше една од големите вештини и голем миг на иницијација. Влегуваш во светот на возрастните, ти станува достапен еден простор. Од кај доаѓаат точаците? Мислам, од кај се увезува? Словенците тогаш правеа точаци? Имаше Партизан, Суботица, имаше да, точно, не знам, имаше словенечките рок,
главна приказка со точакот беше дека што имаш точак, можеш да идеш на базен по Сарај. Дека можеш да идеш на базен, воениот базен, да речеме, овде во авијатика, во аеродром. Дека... А во Југославија кога се отвори? 160-ти, после се медресот или кога? Тоа е делот Тој е многу интересен и архитектонски. Таа структура е направена веќе во 50-тите години. Таму има и мозаици во ресторанот кој што се Велков не беше по земјотресот, од претходно. Меѓутоа заживеа по земјотресот, стана излетничко место. И тие базени беа воениот базен во авијатика, овој што е под Кале и тој во Сарај, тоа беше услов е да имаш велосипед за да можеш да отидеш. И нормално кога ќе се враќаш негде од таму, ќе те начека нека група на мангупи, ќе ти дадат два шамари, ќе ти ги извадат зиваните. Колку да памтиш кога си бил кај нив на базен. Едно од јаките места и од недокументираните фотографии на детството е кино Бамби сегашно Манаки, кое што е не само што е моето прво искуство за кино, кое што заврши неславно, бидејќи ме однесе мајка ми уште през земјотресот. Доволно сум бил мал да се исплашам од првата сцена. Калдраме еден камион како шишка на кај нас, јас после да не вриштење, плачење, ништо. Со врискање и со излегување веднаш. Но, кино Бамби имаше декорации фреско под зидот, апокривно, иако мислам дека не е толку апокривно, вистина, изведени од Томошијак. Панел. На нив беше представена една шума, стилизирано направена, со болци кои што циркаат од ваму и таму, некоја што венкапа, и еден ловец кој што беше со пушка троцевка. Еден буф. Беше многу впечатлив. Мислам дека тоа со претварањето во кино Манаки, во тој миг тие после не ги задржаа нели тие фотографии наоколу, значи тоа било продолжение на ова детскава, на сликовницата. Железничката станица, која што во исто време сум бил доволно мал за да се фасцинирам од таа слика, изгледаше неверојатно, бидејќи тоа е... Тоа е лазерски? Да. Во денешни термини тоа би бил некој аеродром во Дубај или не знам каде од оние аеродроми градови што ги прават, кои што се комплетни уметнички делови. Гезамтkunstwerk, Вагнеровска една приказка, така изгледаше железничката во мигот кога тие беа таму тие фрески. Беше фасцинантно. Иако, според сеќавањата и овако сведоштвата, сите имаат впечаток дека сликариите биле пониско отколку што беа релативно високо над во последната зона. Беше високи беа просториите на железничката, тие се наоѓаат дословно под таваницата. Големи, но онака импозантни. Сликано беше тоа во земјотресот ти што знам. Да. И мислам дека тоа е веројатно нешто што е најважно во целата приказка, во креирањето на таа ликовна култура, која што потоа ќе учествува и во прифаќањето на новиот лик на Скопје. Значи, Скопјани, по дефиниција, веќе има една слика за тоа што е модерниот контекст или што е тој модернизиран контекст. Една стара псевдобојарска структура како што е железничката станица, во која што имаш, да речеме, еден посткубистички ликовен израз. Ова музички магазин е истиот простор, практично како и сега, со една мала галерија горе. Значи, сите тие простори има една мала галерија горе со некаква ограда, некаде тие беа, да речеме, кај што продаваат текстил, беа употребени како продажен простор. Музички магазин беше тоа употребено како магазин, како складиштен простор. И горе беа наредени плочи, легнат еден контрабас и обично висеа едно 7-8 електрични гитари, главно од она што е Лукаш го спомна, од музичка наклада загребска, со најневеројатни форми, италијанска школа на дизајн на електрични гитари, радикални, онака со... Значи инструменти се продавале? Инструменти, нотна хартија, цела една, мислам, опрема, жици, перца. А по пошта? Како се купува плочи? Поштата функционира 71-72.
Во тоа време и Америчкиот центар беше отворен, што е една огромна збирка на плочи. Таму во градски зид, на таа позиција? Во градски зид. Се зајмеа плочи, односно се носеа дома. Тие што беа, да речеме, особено во текот на првата година, потоа престанаа да дава само посебни околности. Меѓутоа, лонгплеките почнаа 72 да доминираат. И тогаш главното нарачување беа две издавачки куќи, една беше германска, многу нова, ЕЦАМА се викаше, која што ојавуваше джез. Таа тие беа ненормално скапи плочи, бидејќи каталогот им беше мал, а дебел. Изгледаше страшно репрезентативно. Вкупно има 40 плочи, ние кога почнавме да купуваме. Овде во малото бевме друштво што купувавме плочи. Ние го купувавме, значи сме купиле 1042, тоа беше плочата. Последно. Продукцијата значи имала 2 години максимум. 19 марки беа плочите. Да. Ужасно скапа. Втората поевтина, меѓутоа многу, да речеме, ефикасна концепција беше во препорачено писмо во кое што се сокриени парите, зборуваме за 1000 тогашни, да се стават во поставата од писмото, да се однесе отворено во пошта и да се испрати на една издавачка куќа, трговска куќа во Англија, односно, бидам тука педантен, во Велс. Куќата се викаше Cobb Records и трикот беше дека се мачевме да напишеме адресата, беше на велшки. Тогаш не знаев дека Велс на велшки, односно на келтски се вика Кимри. Тоа беше адресата. Таму, да речеме, за 60 пени до 90 пенија се купуваше плочка. Купувавме по 2, бидејќи под 2 не се плаќаше царина. Царинскиот дел на пратките се наоѓаше веднаш на местото каде на крајот на денешен Рамстор, во бараките на пошта. Онаа слика што ти сакаш да ти раскажувам, на едно пенџерче свртено кон улицата сега, со малечко сандаче под пенџерот на кој што се качуваш и пратката ја добиваш од таму. Ти платиш царина, обично на оние пари што се ги платил, речеме што 2000 денари требаше да се плати. Ако имаш, еднаш се платиш, еднаш не се платиш, не можеш да му се фатиле. И од прилика така почна да се прават збирките. Значи, остануваат главно непроменети, посебно во Скопје, остануваат главно непроменети некои места и некои спомени. И тоа многу долго останува непроменети, речиси до неодамна. Јас имав чувство дека дупките во Скопје, оние кои што луѓе што не се од земјотресот, не ги разбираат, неизградени простори зад училиштето километри, зад надамна универзитетска библиотека, неизградените простори наспроти Holiday Inn, односно Гранд. Да, многу има такви за. Такви. Сега се помалку. Дека тие неизградени простори, да речеме до неодамна, до крајот на 80-ти години, стоеше урнадината на Македонија проект овде во улицата Госе Делчев, односно Максим Горки, на самиот Чошкај, што сега оваа банката. Дека тие дупки во градот беа споменик на жртвите на земјотресот. Дека луѓе не се осмелуваа, тие сите беа испроектирани, за нив сите имаше веќе и генерален урбанистички план, детален, се. Меѓутоа тие не се пипкаа. Тие станаа навика во животот на цели генерации, вклучително и на мојата. Јас да не речам дека во 80-те години со градењето на Капиштец, дури тогаш почнаа да ги дигаат шините од онаа ложионица што ја спомнавме. Јас почнав да ги губам спомените. Моето одење во гимназија беше во старата гимназија Јосип Броз, во Центарот за странски јазици. И минував секој утро заедно со друштвото од мало, преку пруга. И играта беше дека еднаш ќе се поводи два пати, речеме, неделата, можност, што шетаат возовите, да ставиш една петопарка на шина за да ти ја измазни и да ја загрее. Да, да однесеш во школа.